Великден го наполни Дојран. Голем број туристи, најголемиот христијански празник ќе го поминат токму во овој туристички центар. Според процентите, неколку илјади посетители викендов престојуваат во градот, а раздвиженоста се чувствува насекаде, од шеталиштата до угостителските објекти. Од локалната самоуправа информираа дека сместувачките капацитети се целосно исполнети. Полни се хотелите, но и приватното сместување, особено викенд куќите, кои традиционално се најбарани во овој период од година. Општина Дојран заедно со комуналното предпријатие Комуналец Полин веќе неколку денови активно се подготвува за најголемиот христијански празник Великден. Според мои информации, хотелските и приватните капацитети се веќе полни, така да туристите покрај убавите ресторанти и убавата дојранска храна можат да уживаат во прекрасното дојранско крајбрежје. Пријатната клима како и богатата гастрономска понуда се меѓу главните причини поради кои туристите одлучиле дел од празникот да го поминат токму на дојранското крајбрежје. Многу убава клима, мека клима, поубаво здравје од Дојран. Друго ни е блиску, убаво за децава, за нас. Одлично. Секогаш е најдобро покрај вода, покрај убава природа. Некако се осеќаш смирен. Има дек да се шета, има убава гледка, има децата дек да се играт и има дек да се јаде, што треба друго. Супер е, мислам ти е супер. Така во времето. Јас мислам те е супер за шетање, така фамилиарно. И за шатор и за се. Најбројни се домашните туристи, но веќе е забележано присуството и на гости од соседните земји, особено транзит туристите. Великденските празници вообичаено се и увертира за предстојната туристичка сезона. Ако се суди по најавите и резервациите кои што се направени за овој празник, Дојран и годинава треба да очекува голема посетеност. Освен езерото, кое вообичаено е главна атракција, последните години се поголем интерес кај туристите привлекуваат и културно-историските знаменитости, како што се Саат кулата, природно-научниот музеј и турската бања. Сепак, во пресрет на Великден, најголема посетеност бележи црквата Свети Илија, каде верниците доаѓаат да ја одбележат празничните денови. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.